Во врска со завчерашниот инцидент, всушност непостапување на полицијата по уредно доставено известување до полицијската станица за блокирање на раскрсницата на булеварот Кочо Рацин 11 октомври, значи се работи за цела раскрсница. Тие постапија всушност скршија едно демократско право на изразување на граѓански мисли, револт, протести. Со кршењето на таа уставна категорија на граѓаните, тие всушност прекршија и закони, покажаа дека се работи за недемократска држава, недемократски систем, дека тука ни правото, ни уставот, ни законите се почитуваат. Се кршат баш од институциите во власта, конкретно од тие што наредиле, па се до оние што ги извршуваа наредбите. Полицијата, која вчера беше во огромен број до заби наоружана и покажа едно насилничко однесување до мирниот народ кој сакаше да си постапи по поднесеното известување. Тоа свесно беше направено, беа тука видни, ние ги знаеме, началници од највисок ранг во Министерството за одбрана, во тие нивни служби. Кога му кажавме дека треба да си постапат по законите и да овозможат обезбедување на раскрсницата за пријавената блокада, тие не сакаа нито да разговараат, едноставно не игнорираат. Тоа е еден игнорански, понижувачки однос на врвни чинови од полицијата. Направи еден преседан, една лоша слика за нашата полиција, дека се работи за недемократска полиција. Потоа видно спречени со недозволена физичка сила, не спречуваа, не туркаа, не буткаја, да не можеме да ги заземиме нашите позиции. Јас со мои очи видов како млади, до заби наоружани полицајци ја бутка Елизавета Матевска, една докажана патриотка која се бори за интересите национални македонски.